Власта ги прифати позициите на ВМРО-ДПМН, парламентарните и председателските избори да се случат заедно. Со ова Македонија ќе заштеди и време и пари. Подпредседателот на опозицијската партија во интервју за Слободен печат вели дека било неразумно да има одвоени избори и оти сега има две опции за датумот. Едната опција е првиот круг на председателски избори да биде на 31 март, а вториот круг заедно со парламентарните да се случат на 14 април. Додека пак втората опција е она што и ВМРО-ДПМН го предложи, а тоа е на 24 април да биде првиот круг на председателските избори, а на 8 мај да биде вториот заедно со парламентарните. Верува дека неговата партија ќе биде во позиција да бира со кој ќе коалицира по изборите. ДУИ е најмалце посакуван партнер, особено ова раководство на ДУИ не доаѓа во предвид затоа што се крајно корумпирани и криминализирани. Така што доколку сме во позиција да бираме, а мислам дека ќе сме, тоа би секако треба да има албански партнер во владата и тима би соработувале со ова што се нарекува сега албанска опозиција. Меѓу другите горливи политички прашања, Николовски ги коментираше и уставните измени кои власта се обидува да ги протурка. Вели, станува збор за бугарски диктат, затоа што договорот во целост е во корист на Бугарија, а Македонија не добива ништо. Николовски појаснува дека преговарачката рамка за Македонија е многу поразлична и со услови кои досега не постоеле за ниту една земја што преговарала со Европската унија. Покрај преговори за легислативата на Европската унија или аки комунитер, треба да се преговара за спроведување на протоколите кои што ги носат владите на Македонија и Бугарија врз основа на договорот за добрососедство и пријателство од 2017, кој што не е ни за добрососедство, ни за пријателство, и работата на историската комисија, каде што нашите историчари преговараат со пиштол на глава. Тој е уверен дека основна причина зошто Македонија не ги започнала преговорите со Европската унија е затоа што неколку големи земји членки сметаат оти државата не е подготвена во делот за борба против корупцијата и криминалот. Инаку досега тие ќе ја притиснале Бугарија како што тоа го правеле во минатото со други земји членки.